Кога ќе се појави сонцето, сите го бараат него. И ние се нели нарекуваме земја на сонцето или подобро да кажам на светлината, што не е тоа туку случајно. И најверојатно многу им се допаѓа кога пролета доаѓа, луѓето се биваат, како да кажем, освежени, како да доаѓа некоја нова еуфорија или некоја нова состојба. И во сето тоа нема ништо лошо, затоа што секој еден од нас сака некој предизвик или подобро кажам сака некоја убавина или некоја удобност во животот. И денеска ја одбрав една тема која што ја лично многу се плашев кога ја слушнав, кога слушав тој збор, уште како човек кој што не верува, човек кој што не го познава Исус, многу се плашев од зборот судбина. Не знам за вас дали вие сте се плашели од зборот судбина, ама кога и да некој го спомнеше зборот судбина, мене секогаш ми доаѓаше, како да кажем, како морници ми доаѓа, како си кажам, леле, немој само судбина да спомнуваш. А тоа што кога јас размислав за зборот судбина, секогаш беше во некоја негативна конотација, секогаш беше нешто лошо и секогаш беше нешто неизбежно. Океј, значи, како реков на почетокот? Ме следите што зборувам? Океј, добро е. И сите тие три компоненти во мене создаваа некаков си страф, нешто што, или подобро кажам, нелагодност, значи не ми се допаѓаше. Значи можеме да зборуваме за се и се што, ама кога ќе го спомнавме зборот судбина, некако имав некоја одбивност према тој збор. И не знам како е за вас, како вие тоа го доживувате, како вие размислувате, затоа што, нели, некој од вас е спасени или поверувавте пред, не знам, пред 30 години некој од вас пред 20 години, некој може поверувал на, може би сега си, не знам, 60 години, а си поверувал пред 5 години. И сега ја тоа го разбирам дека тебе сето тоа ти е ново. И тие 60 години или 55 години од навика, некогаш не е толку едноставно да ги отфрлиш, не е едноставно само да ги пресечеш. Да, кога човек се нанова, кога човек ќе поверува во Исус, доаѓа Светиот Дух, или подобро кажам, влегуваш ти во една нова состојба која што се нарекува спасение, и одеднаш праведноста е воспоставена во тебе, ти си нов човек, некој ќе каже спасен сум, со право, и велиш дел сум од црква, и одеднаш го зазимаш како здраво за готово тој момент и викаш, јас сега сум нов човек. Ја пишувам една книга веќе долго време и таму напишав еден дел каде што зборував малку за мојот живот и велам, и тогаш станав нов човек. И потоа си продолжив да си пишувам нешто друго. И додека еден мој пријател ја читаше таа реченица, рече вака: дали можеш да објасниш за тие што ќе читаат што е тоа нов човек? Ти знаеш што е нов човек, веќе 20 години размислуваш за тоа, зборуваш за тоа, студираш за тоа, живееш во тоа, но некој кој што прв пат во животот чита, Зоран беше лош и сега одеднаш вика станал нов човек. Што е тоа нов човек? И нели ја можам да кажам, па знаеш што, се сменив. Ама сепак тоа не значи многу за некој човек кој што ќе му кажеш, јас сум наново роден или јас сум спасен. Да каже, ама ти се уште мирисаш на истиот начин како што мирисаше претходно. Ти се уште гледам дека се уште грискаш сончолет кога гледаме фудбал. Нели? Се уште ги имаш тие некои навики на однесување кои што едноставно не ги ни приметуваш, а се дел од твојот живот. И затоа јас ја разбирам дека некои навики не се менуваат веднаш. Не можам да кажам дека тоа е негативна работа. Ја би рекол дека Светиот Дух е најпрвин заинтересиран за откровението што ти го имаш дека ти си сега син или ќерка или Божјо чедо. Ја верувам дека тоа му е првенствено важно на Светиот Дух да ти го открие на тебе, да го знаеш, за да можеш ти потоа да живееш во таа реалност. Жалосниот дел на се во ова е што мнозина го добиваат таа потврда, ја добиваат таа увереност. И кога некој ќе поверува, ќе каже, јас го прифатив Исус, и ние веднаш, нели, како добри браќа и сестри, како што кажа Милена, не сме со осуда, викаме, сега ти
Ти си ми сега брат, ти си ми сестра, ти си наново роден, ти сега припаѓаш на Божјото царство. И на таквиот човек тоа му годи на душичката. И вика, леле, стварно? И ние, да бе, да, и му докажуваме од Библијата, вадиме стихови, викаме, еве, тука пишува, и тој чита, леле, се гледа во огледало, гледа истиот човек, ама друго пишува за него. И ти живееш, и некој таков човек живее со, или пак го прифаќа тој момент, но некои делови од неговиот живот не се сменети. Едноставно се уште не се допрени, или подобро да кажам, се уште не се принесени за да бидат променети. И затоа многу христијани живеат со откровението, или подобро да кажам, уверени се во тоа и тврдат дека се спасени, и тоа е да, амин, така е. Но не дозволуваат одредени сегменти, одредени делови, одредени навики во нивните животи да бидат принесени пред нив, пред Светиот Дух, пред Царството, за да можат да бидат сменети. Постои една наука, или како да кажем, момент на разбирање, што се нарекува, не знам дали може да го знаете, на српски имаше еден многу интересен израз, ама сега ми излета од главата, и како што викаме ние, ако биде, биде. Нели, ако се случи тоа, ќе се случи. Сега не можам ја со сила. Дефиницијата на тој начин на верување е фатализам. Не знам дали го знаете тој дел. Значи некој вика, абе сега што да правам ја? Дури и христијаните викаат, ако Бог сака, тогаш ќе се случи. Значи тоа по дефиниција е фатализам. Со други зборови, мнозина велат, ја не можам ништо да направам во животот. Тоа ако дојде среќата, ако ми се погоди, ако ми се случи, ќе се случи. Ако не, ништо. Јас само ќе седам на страна, ќе бидам наблюдувач на се ова и што да правиме сега. Ако имало, што викаат, ако имало късмет, ќе биде подобро. Нели, живееме во таква култура. Сега интересно е што во Словото постои еден парадокс, или подобро кажам во Божјото царство, во христијанскиот живот постои еден парадокс, кој што е многу тешко да се објасни. И затоа ја намерно го одбрав зборот судбина денеска. Океј. И малку студирав за зборот судбина. Не знам вие дали приметивте на сликава. Кој примети нешто на сликава што е слично на денеска? Свистата кошула, да. Видите, не ни планирав, не ни знаев, едноставно нешто ме привлече и многу... Ајде не збориме за кошулите. Како и да е, постои еден парадокс во христијанскиот живот, или подобро кажам, во Божјите намери, кој што јас го гледам тоа. Или го гледам во мојот живот, го гледам во животите на другите луѓе. Кој е тој парадокс? Парадоксот е следниот. Исус вели дека не ме баравте вие, него јас ве барав, или подобро кажам, не ме најдовте вие, него јас ве најдов вас. Океј, значи тоа, немојте да се правите паметни, дека вие сте се молеле, дека вие сте го барале Господ, дека вие сте можеле да направите нешто, дека заради вашата, не знам, потреба, заради вашата увереност, заради бабати, заради дедоти, заради прадедоти, заради ветерот, заради дождот, дека ти си се спасил. Не си се спасил. Не го бараше ти Господ, него тој те најде тебе. Тој те побара, пред 1000 години, всушност пред вечноста, уште пред да бидеш направен, создаден, било како, он тебе те замисли. И затоа, кога ти се роди на земјата, тој те бараше тебе, како? Преку други луѓе. Така Бог не бара. Некој ќе каже, има еден проповедник кој што не можам никако да се сложам со него, и човекот вели, Бог денеска се сети на тебе. Ја го слушам човекот, викам, ја не можам никако, ни теолошки, ни искуствено да замислам или пак да го прифатам фактот дека Бог денеска се сети на тебе. Не знам, ако гледате, вие што гледате многу видеа на YouTube со тие исцеленија, со пророштва, сето тоа е добро, и ќе дојде некој и каже, и му вика, денеска Бог се сети на тебе. Како да Бог имал амнезија, или, како си тоа, не амнестија, него заборавил на човеков и некаде бил на некое друго место и одеднаш некако, тука бил човеков и Бог се сети на тебе. Ја тоа не можам никако да го прифатам, никако. Познавајќи го мојот Бог, не можам да го прифатам тоа. Сега, има уште еден стих кој што, ја верувам дека тоа учење се заснова каде што вели дека Божите очи шетаат низ земјата, или не шетаат, се тркалаат е грчкиот, значи одат наоколу и
бараат некој кој што ќе исполни неговата волја. Сега, тоа е стих од Стариот Завет, кој што е употребен како символика, која што опишува дека Бог навистина ги бара поединците, кои што навистина сакаат да исполнат неговата волја. И затоа, ја верувам дека заради тој стих луѓето го прифаќаат тоа како, ете, Бог не бара. Не. Бог тебе те бара не затоа што не те гледа. Бог те гледа тебе постојано. Ти си му вака пред Него. Те гледа цело време. Нема бегање, нема тајна, нема скриена, нема мистерија за Него, за тебе, за твојот живот. И тоа јас лично го имам искусено низ толку многу служење, низ толку многу пророштва, каде што сум можел да ги видам тајните, или подобро кажам, скриените работи на луѓето. Скриените, тие се скриени, не ги кријат. Ама нема криење од Светиот Дух. Давид тоа го рече, кај да се кријам ја од тебе, Господи, каде да бегам? У пеколо ли да одам? И таму ќе ме најдеш, и таму ме гледаш. Ги гледаш сите нешта. И гледаш сите, дури ги гледај мотивите на твоето срце. Дури пред да помислиш ти нешто, тој знае што ќе помислиш и врз основа на тоа има трпение и не те осудува. Тоа е страшниот дел на Бог, колку е добар према нас. Ние мислиме дека знаеме колку Бог е добар. Не го разбираме тој дел, колку е тој добар. Ми мислиме дека е добар само кога нема да доживееме нешто лошо. Тогаш велиме Бог е добар. Колкумина од вас ќе кажат, леле, Зоран, Бог е добар, ме спаси од не знам од што. Значи, единствено кога ти избегнуваш зло, ти го класифицираш Бог дека е добар. А тој е добар цело време. Независно што се случува со твојот живот. Океј. И затоа, парадоксот е следниот. Бог те најде, те постави, те издигна, те класифицираше, те титулизираше, не знам да го кажам на македонски, ти стави титула, ти стави позиција, ти стави одговорност стави врз тебе, ти даде дарови, ти даде повик, ти даде помазание, ти даде инструменти, ти даде способности. И сето тоа е во тебе. Сега, во истовремено Светиот Дух остава простор и тој простор мене многу пати ме мачи. Просторот е да ти и јас одлучиме што ќе правиме со тоа што ни е дадено. Тој дел порано ми беше многу добар, многу ми беше, леле, види Господ, сега ми смета. Ми смета и во мојот живот, а па ми смета и во животите на другите луѓе. Зашто не можам со сила да ги натерам нешто да прават. И порано се молев, Господи, како вака, притисни го човекот, уќош, да види како е, да не може вака. Знаете, јас си разговарам, викам, Господи, не може вака? Како тоа? Ја да сум Господ, знаете, така си, ја да сум, па, викам, Господи, ајде малце реагирај, не може да го оставиш човекот вака да биде што сака да прави. И тоа е парадоксот што го наоѓаме, дека одеднаш си избран, воспоставен, спасен, а сепак Бог вика, ти можеш да одлучиш што ќе правиш. Интересно е што и малку го студирав зборот судбина и морав да се вратам назад на англиски, всушност на француски, бидејќи зборот дали на англиски е Destiny, не е Destiny Child на песни на групи, не знам, само го знам името, али бидејќи кога барав ми излегуваше, али самиот збор Destiny доаѓа од еден француски збор кој што е сличен Destire и означува нешто што е интересно, што како тоа тие што го преведувале на македонски го ставиле на македонски. Се интересно, видите. Самиот збор судбина значи зацртување или пак воспоставување на нешто во твојот живот. Со други зборови, кога Бог те повикува, тој тебе те воспоставува да бидеш син и ќерка Божи. Значи, он тоа го те зима тебе, всушност на францускиот е става оквир околу тебе. Те зацртува, те воспоставува во нешто и така те планира да функционираш. Тоа е неговата замисла. Дали го разбираме тој дел? И затоа велам ја, неговиот начин на гледање е веќе решен. Бог точно знае што сака со твојот живот. Он веќе зацртал како те гледа тебе, како тој размислува за тебе. И затоа е уште еден парадокс. Затоа е парадокс кога некој
ке ти пророкува, или пак, например, си дошол со некој пријател, или пријателка, или христијанин, и сега се погодува некој од напред, дали тоа пророк, дали некој ти пророкува, и сега ти го знаеш човеков, значи го знаеш што може, знаеш што не може, ги знаеш неговите слабости, ги знаеш неговите глупости, и сега човеков од напред вика, на тебе ќе ти пророкувам. И сега ти го гледаш другарите или другарката, и ој му кажува, ма тебе Бог како те љуби, Бог е во твојот, кога ти спиеш, а ти знаеш дека тој човек прави нешто, шврља некаде, прави некои глупости, нели? Сигурно имате некои пријателчиња такви што се. И сега ти си викаш, овој што збори напред, сигурно ја утнува целава работа. Само за да знае овој што прави другар ми, нема никогаш да каже такво нешто. Плюс па уште овој однапред вика, Бог има голем план за тебе. Леле, ти го слушаш, нели, тој што пророкува, го гледаш другарите или другарката и викаш, едно со друго нема поврзување. Тој му вика, тој однапред му кажува, ова ќе правиш, ваков дар имаш, таков дар имаш, ова ќе правиш, ти си поштен човек, како си тоа, ти си искрен човек, а ти го гледаш другарите или другарка, леле, си кажеш, полошо, значи по-контрадикторно од ова не можеше да биде. Дали го разбираме тој дел? И ти се чудиш како може овој напред да зборува толку возвишени големи работи за оваа барабава. И сега си збунет, и сега ги гледаш, си кажеш, овој знам дека не лаже, ама не може да е толку наивен. И многу често ние мислиме дека Светиот Дух е наивен, дека таткото е наивен. Не, таткото веќе е решил како да те гледа тебе. Веќе има слика за тебе и затоа често знае да ја искомуницира таа слика преку некој друг кој што е волен да зборува. И што е празнината, што е гепот, што е контрадикторноста, што овој човек може да го слуша се во ова, а сепак да одлучи да не живее според она што го слуша. Дали го разбираме тој дел? И затоа на еден начин пророкувањето е толку добро, толку е возвишено, толку е прекрасно, а од друга страна го слушаш и си кажеш како, зошто? А тука станува збор за волјата на човекот. Тој одлучува што ќе прави. Тој одлучува каква ќе биде неговата судбина. И интересен, како да го објаснам ова, да го направам како сликовито да го препознаете, бидејќи Бог никогаш не се откажува од една личност. Не се откажува од таа личност. И тој точно знае што сака за тој човек. И затоа, дури кога јас и ти, ајде не се стаме јас и ти, ајде некој друг нека биде, некој полош од тебе и од мене. Кога таквиот човек избегнува, се трга на страна, иде некаде, се потурнува и неќе да го следи првичниот, или подобро кажам, совршениот план на Бог, или како Бог тебе те гледа, Бог се уште не се откажува и се уште иде по него. Како што иде тој, така оди и Бог. И интересно е што дури ако човекот одлучи да не го следи овој план, Бог се уште го турка тој план према него. За жал, некогаш може да се случи да тој човек го промаши планот, но не значи дека нема да биде благословен од Бог. Затоа што Бог не се откажува од ниеден човек. Зашто не се откажува? Бидејќи Бог повеќе од тебе и од мене верува во надеж. И затоа кога ти кажеме надежта не умира, ние што сакаме да кажеме дека Бог никогаш не се откажува од неговите планови за тебе и за мене. Независно како ти ја изгледаат, всушност независно како нашиот живот изгледа. Ајде ќе најдеме еден стих кој што е многу интересен стих. Овој стих многу често го цитирам, ова е Римјани 8 глава. Римјани 8 глава 28 стих. И кој го знае на памет овој? Римјани 8:28. Мора да го знаете луѓе овој стих, мора. Ако не за друго нешто, барем да ви биде убаво на душичката. Кога ќе ве плаши некој ѓавол, некој демон кој ќе ве плаши, барем да знаете, да му кажете да не ве плаши, да ве остане на мира, бидејќи вели дека се содействува за доброто на оние кои што го љубат Бог, што се повикани според што? Според неговите намери. Што е Божјата намера? Тоа е неговата судбина за тебе. Божјата намера, која што ние читаме, Божите намери, Божите планови се всушност Божјата судбина
која што тој ја воспоставил за тебе и Бог нема да се откаже од таа судбина, независно дали ти сакаш или не сакаш да имаш во твојот живот. Или подобро кажам, колку сакаш да ја имаш, во колкава мерка сакаш да ја имаш. И знаеме дека се содействува за доброто на оние кои што го љубат Бога, на оние што се повикани според неговата намера. Морам да го завршам, не да го завршам, него само да констатирам ова со следниот стих, со 29 стих, бидејќи Бог веќе одлучил каде да бидеш ти. Веќе одлучил, он веќе не се менува, не го менува своето размислување за тебе. Затоа, пак ја кажам, е толку е тешко некогаш за нас да прифатиме пророштво од некого за некој што го знаеме, за кој што знаеме дека иде лево десно прави глупости. А поготово кога пророштвото е многу големо, или многу тешко, или многу прекрасно. 29 стих вели, зашто оние кои ги познаваше однапред. Кога е тоа однапред? Знаете, ја можам да ви кажам 3-4 примери каде што сум се враќал назад во животите на луѓето и сум идел во утробите на мајките и таму сум ги препознавал. И сум идел и наназад, уште пред да бидат родени во нивните генерации. Сум пророкувал на луѓе за нивните татковци, за нивните дедовци, за местата каде што живееле. Зашто се ова? Затоа што Бог точно знаеше кога тој човек или кога јас и ти ќе излеземе на површината на земјата. Зошто? За да може да прати луѓе да не најдат и да не изборуваат за тој кој што не бараше и кој што не познаваше однапред. Така да, познавањето на Бог кон нас однапред не беше само сега на земјата кога беше направена. Во Јеремија вели, јас те познавав уште пред да бидеш во утробата на мајка ти. Уште пред. Кога е тоа пред? Кога можело тоа да биде? Во плановите на татко му? Или на мајка му? Кој што може би уште не знаеле дека ќе имаат син, кој што ќе се вика Јеремија. Имам пријатели пророци кои што пророкуваат имења на бебиња кои што се уште не се зачнати. Како го објаснуваме јас и ти тоа? Како можеше тој да знае за нешто што се уште не постои? Ете зашто? Затоа што Бог ги повикува работите во постоење, иако се уште не се тука присутни. Ај врати се назад на 29 стих. Затоа што оние кои ги познаваше однапред, нив и ги предопредели. Знаете кој е зборот предопредели? Нив им ја постави судбината. Нив ги стави во рамката. Веќе ги избра. Веќе направи избор. Веќе ги предопредели. Веќе за Бог не станува збор да он сега во согласно со твоето однесување, дали е добро или лошо, да каже, ова ќе му го направам на него. Не го прави така. Бог веќе решил. Веќе има план за тебе. Океј. Да се преобразат според ликот на неговиот син, за да тој биде првороден меѓу многуте браќа. 30 стих. Оние кои ги предопредели, нив и ги повика. Оние кои што ги повика, нив и ги оправда. А оние што ги оправда, нив и ги прослави. Видите како Бог размислува за тебе и за мене. Ние размислуваме многу, за жал, толку краткорочно. Кога јас самиот се наоѓам во некогаш, за жал, во некој, сега да биде тоа, сега да го направиме тоа, сега да се случи тоа. А Бог е толку си има таква сосем различна слика за нештата. Или не само за нас, него викаме, Господи, сега тргни го овој човек од мојот живот. Сега спречи го да не ми се јавува повеќе. А Бог не размислува така. Зашто? Затоа што тој размислува дека се содействува за доброто на оние кои што го љубат, за оние кои што ги повика. Така да Бог не размислува само за твоето добро. Тој размислува и за неговото добро. А и за неговото добро. А и за новој тука доброто. И дури ако еден од нас направи сопка да тоа добро не се случи, Бог веднаш прави нешто прави, за да тоа повторно пак и за тој што направил лошо и за него да дојде добро. Иако ама знаете што е интересното? Ова Бог веќе го предопредели. Не го прави сега. Дали го разбирате механизмот на Светиот Дух?
на македонски зборот судбина е многу негативен. Затоа што го вклучува зборот суд. И ние во основа сме исплашени од зборот суд. Затоа што некогаш судиите се корумпирани, некогаш или имаме искуство дека судиите не судат како што треба. И кога ќе се спомне зборот суд и да биде нешто, ние веднаш реагираме немој тоа, само таква судбина не те снајде. Додека ова не го изговара земен судија. Ова го изговара големиот судија, кој што веќе на крстот решил, одлучил и пресудил каква ќе биде твојата судбина. На македонски е тешко да се преведе фейт и судбина, али она што ние го живееме или одлуките што ги воспоставуваме во нашите животи, го нарекуваме фейт. Само не знам како на македонски да го преведам. Како? Не фейт, него фате, F-A-T-E. Малку тешко се преведува. Ја точно го разбирам што ме прашаш, али интересно е што Божјиот суд за тебе и за мене не е негативен. Тој е позитивен, тој е праведен. Затоа ние зборуваме, јас сум сега праведник или оправдан. Грчкиот збор, всушност еврејскиот збор за правда и за праведност е еден ист. Не постојат два збора за праведност и за правда. И во Стариот Завет, и во Новиот Завет. Та кога тие што ќе требало да преведуваат, морале да го читаат контекстот, кога да го употребат зборот праведност, а кога да го употребат зборот правда. И затоа многу често најдете Бог е твојата праведност. Со други зборови што можеш многу лесно да го прочиташ, он викаат Бог е твојата правда, ама во исто време е твоја праведност. Исто и во Новиот Завет. Кога Исус дојде вели сега сме ние Божјата праведност во Исус Христос. Веќе не станува збор дека само Исус е праведен, та ние да се криеме во неговата праведност. Ние од неговата праведност добивме праведност за да ние сега станеме праведници. Дали го разбираме тој дел? Значи не станува збор дека ти се криеш во Исус, па некако вака Исус те крие со некоја наметка, нели Гаргамел, со тоа наметката, па ти ако таткото некако те рече, готово, во изгреши се, че од која страна да го лупнам? Исус вика, немој да го удираш, немој да го удираш. Не, знаете што е праведноста? Стои Бог таткото, стои праведниот судија, стои Исус пред тебе и ти стоиш пред Него. И знаете што вика праведниот судија? Вели, јас сум праведен судија. Знаете што можете вие да кажете? Јас сум исто така праведен, заради Исус. И веќе можам да стојам лице во лице со живиот Бог и да не чувствувам никаква вина и никаква кривица за било што сум направил. Зошто? Бидејќи сум сега оправдан. И кога Бог гледа врз тебе, ја гледа таа праведност што беше направена на крстот за тебе. И затоа сега вели, и сега веќе нема осуда за оние што се во Исус Христос. Што значи нема осуда? Нема само осуда да се чувствуваш виновен, него веќе пресудата е праведен. А Светиот Дух и црквата се дадени, или подобро кажам, се моментот каде што ние одлучуваме да не се усогласуваме со навиките од стариот живот, да само да живееме во убавините на новиот живот. И затоа, пак ќе кажам, слободната волја е одлучувачкиот момент што правиш со твојот живот. Бог нема да те натера да станеш нешто повеќе од тоа што си, бидејќи не постои нешто повеќе од тоа. Дали го разбираме тој дел? Ја порано се молев, Господи, фати го за уши овој, протреси го малку, истреси го, ако треба да го лупне, ја да сум ќе го лупнам од земја. Ја ги лупав од земја порано. Малецки ќе ми доаѓа, Зоран ќе се тепам со тебе. Танг од земја и готово. И не станува, јас идев дома си еден доручек. Страшно, знам дека звучи страшно, али вистината. И ја така размислам, Господи, лупни го од земја малку 2-3 пати, као Томи Джери, и кој ќе се разбуде, каже, извинете. Има некои луѓе, не. Имаш една личност, знаете, правеше што све не. И го гледавме неговиот живот.
паѓа. И сега не кеш да се ситиш, ама и ти паѓа жал во исто време. И ние мислевме дека човеков падна на најдолното што може да биде. Значи викаме, леле, Господи, сега помагај му. Нели, пред тоа си кажеш нека падне малце, а после си кажеш ај помогни му сега. Ти паѓа жал, нели? Само за да го видиш другата, нела пак прави глупости. И си кажеш, абе има уште подолу од ова? Ама Бог не е таков. Не чека да те казни, него чека да се научиш да го предадеш својот живот на него. И потоа кажам, да ги предадеш навиките, за да ги направи да бидат плодови. Тоа го чека Светиот Дух. Океј, ај читаме уште еден стих. Имам ја неколку стихови што ги спремив. Уствари, пред да го читаш, сакаме да идеме во Филипјани, ама пред да го прочиташ Филипјани, ќе одиме во Псалм. Мислам дека е Псалм, уште само 10 минути, ќе издржите. Мислам дека еден, кој беше Псалм 22? Некаде таму го барав. Псалмите и поговорките, тие се многу добри да ви ја донесат реалноста на размислувањето на човекот. И знаете, кога имавме славење, се ова звучи многу чудно и многу страшно, али знаете што видов? Видов една слика како Светиот Дух му буши на некој вака черепот тука вака, за да може да му дојде до умот, да може да му го смени мислите. И си викам, леле Господи, ти бурги користиш. Ова е многу интересен псалм. Псалм 37, стих 37. Не може да го промашите ова. Мислите на кој автобус е број 37? Кај е 37? Нема 37? Океј, значи размислувате за број 37. Срекниот број 37. Псалм 37, стих 37. Види го непорочниот. Дека се користи збор, всушност се користи збор, види го оној кој што пази што прави. Види го тој свет, види го праведникот. Праведниот човек не се занимава со грев. Не му е близо гревот. Не сака да има ништо со него. Се оддалечува од него. Не му е пријатен. И затоа вика, види го непорочниот. Види го оној кој што пази на нештата. Се запазува самиот себе си. Не вика, абе ако дојде се, ако Господ сакал така, ако си имал ти среќа, и ќе ти се случи тоа. Не. Вика, непорочниот човек е оној кој што припазува, се контролира или да кажам, се подложува себе си да не прави нешто што не му е долично. Ние имаме еден израз, нели, ќе каже некој, абе, како не ти е срам, срам да ти е на годините. Така ли некако кажа? Нели, сега, они очекуваат од тебе да се однесуваш као што треба, а ти не се однесуваш као што треба. И они, луѓето, всушност, го критикуваат твоето искуство, или подобро кажам, живот, зашто викаат, ти до сега требаше да се научиш да размислуваш поразлично од ова, но ти покрај сите овие години се уште не си се сменил. И викаат, срам да ти е на годините. Со други зборови, годините поминаа, а ти не се навикна да се смениш, да размислуваш на друг начин. И затоа вика, види го непорочниот, гледај го праведниот, има напредок за мирниот. Некој ќе каже, дали Бог ги наградува луѓето? Видите, има парадокс и во тие две нешта. А тоа што Бог веќе не награди нас со се што можеше да не награди. Имаме дадено ние се за живот и за побожност. Али има еден стих кој што мене секогаш ми стои пред мене. Евреи 11 глава 6 стих. Не мораш да го бараш, би требало да го знаете до сега на памет тој стих. Затоа што вели, а без вера е невозможно да му се угоди на Бог. И кој да верува во Бог треба да верува дека Бог постои и дека ги наградува оние кои што искрено или целосно го бараат. Значи, постои еден момент каде што ти си благословен, преблагословен. Имаш се што ти е потребно за живот и за побожност. Го имаш Светиот Дух, имаш дарови, имаш таленти, имаш се. Интересно е што Бог и покрај тоа се, вика, знаеш што, али постои една друг момент каде што сакам да ја видам и твојата волја. Сакам да не бидеш само како папет, како на македонски, како кукла некоја која што иде само во црква и само цитира стихови, него сакам да ме бараш мене
кога се друго ти е прво да кажеш не, јас ќе го следам мојот Бог. И некако Бог дава награда и за тоа. За таа некоја, на англиски е diligence, не знам како да го преведам тоа. Усрдност, најверојатно, или целосна посветеност, или искреност. Така да, покрај тоа што ти си благословен во Него, со секаков духовен благослов, Ефесјани 1 глава, сето тоа е окей, тоа е да супер, го гледам. И многу, за мене најверојатно едно од најтешките работи кога гледам што луѓето, или да кажам, ја гледам судбината на тој човек. И она што ме измачува е кога гледам како тој човек несовесно, непринципиелно и недобро го ја користи неговата волја. Наверојатно тоа ми е маката на мене. Што гледам каква судбина има, ја гледам големината на тој човек, ја гледам Божјата замисла за тој човек, а во исто време сум сведок на неговата или незината немарност, незаинтересираност и не покажување, што викаме порано школка, не покажува посебен интерес за предметот. Нели учителка да каже, не покажува посебен интерес за, нели, за математика. И татко ми, што е бре ова? Ништо. Океј, ај читаме во, ај ги рипнеме псалмите, идеме во Филипијани 3 глава. Ова наверојатно е еден од најсилните изјави на Павле. Јас сакам да ја користам често во мојот живот. Идеме од 3 глава некаде од 8-9 стих. Наверојатно 9 ќе почнеме. Не, окей, 8. Ова сакам да го читаме денеска со посебна сериозност. А тоа што има еден дел кој што мене многу ме плаши, кој што ќе стигнеме до таму. Али сепак ова не го правам да ви исплашам, него само да ви ја кажам или да ви ја прикажам реалноста дека независно ти колку си спасен, независно колку ти се чувствуваш сега уверен во Христос, сепак постои дел кој што јас не можам да го направам за тебе. И другиот не може да го направи за тебе. А тоа е моментот на твојата одлука. Колку ти сакаш да го следиш Христос. Значи, ја можам од тука да ви да користам силни зборови и можам, го имам тоа право и дури знам како да го користам тоа. И можам да ве манипулирам. Многу лесно. Поготоа ако ме слушате. Али ја тоа сум одбрал уште на почетокот на мојот христијански живот да никош да не го правам. Така да добри сте. Дишете слободно. Али сепак постои еден момент каде што секој поединечно одлучува колку ќе го направи ова и како ќе го направи ова и зошто ќе го направи тоа. Океј, идеме. 8 стих. Читаме. И уште повеќе сметам дека се е загуба во однос на превасходното познавање на Христос Исус, мојот Господ, заради кого загубив се и се сметам за смет, за да го придобијам Христос. Значи, ова е многу силна изјава на Павле, многу силна изјава. Да е некој, да не кажам од каде, кој што никогаш ништо у животот немал, кој што има прво оделение, кој што никогаш не искусил ништо големо, кој што немал богатство во животот, кој што немал удобности и да таков некој човек каже, ете, јас сметам се за загуба. И сега ти ќе го погледнеш неговиот живот и викаш, па ти ништо не си имал па за да сметаш за загуба. Нели? Некој ќе каже нешто, се сметам за загуба. Не. Ова е сериозна изјава. Павле, кој што навистина имал многу работи, ги смета за загуба. Али ќе одиме друг пат ќе ви објаснам за тоа. И се сметам за смет да го придобијам Христос и да се најдам во Него, без своја праведност која доаѓа од законот, туку по праведноста која доаѓа преку верата во Христос. Праведност која е од Бог врз основа на вера. 10 стих. Од таму сакав да почнеме, ама ова ви е добро за да имате представа целиот континуитет на она што Павле го донесува како реалност. Да го познавам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, станувајќи сличен на Него во Неговата смрт, да некако да достигнам до воскресението на мртвите. И сега еден од најстрашните стихови овдека, та некако. И сега некој каже, леле, ова е двај, некако тешко се доаѓа до ова. Ова е само еден момент каде што Павле опишува, како да го кажам, како синоним, или подобро да кажам, како символизам, каже, знаеш што, ова го правам
затоа што знам дека ова ќе действува во мене, ама ја лично се ставам во позиција да бидам во тоа неисчекување или подобро кажам посветеност кон него. Знаете, кога на пример, не знам, тука во Македонија нема Крисмас толку многу, ама не знам, роден ден на пример. Така, се замислете, вие како родител имате спремено некој подарок за детето. Така, и детево цела ноќ се туфка, се вртиля, не може да заспие. Зошто? Бидејќи сабајлето знае дека ќе добие поклон. Интересното што поклонот не е колку е голем, туку што не знае што е. Не знае што е и цела ноќ се замислува, ова ли е? Не, ова ли е? Не, тоа е многу големо. И детето цела ноќ или цела недела, кај мене заки цела година, ме прашува кога ми е роден денот, викам уште 350 дена. И на секој 50 дена прашува уште колку дена има, викам уште 200, уште 150, ги броиме по, значи не броиме сати, него денови, години броиме. И убавината е што детето не знае што ќе добие за поклон. И кога Павле вели да некако да го достигнам тоа, тој знае дека не може да биде испуштен. Али се става у позиција на изненадување, вели, сакам да бидам изненаден од Бог. Сакам да бидам во тоа очекување на тоа што ќе се случи следното. Дали го разбираме тој дел? Така да, затоа што Павле нема никаква причина да го каже тоа некако. Затоа што веќе знае каде е. 12 стих. Не велам дека го достигнав или дека веќе станав совршен, туку се стремам да го достигнам она за кој самиот бев достигнат од Христос Исус. Браќа, јас се уште не мислам дека го достигнав тоа, но сепак правам едно, го заборавам она што е за мене и се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта за наградата на горното призвание од Бог во Христос Исус. Ова е една екстремна, искрена, од срце изјава на човек кој што веќе го знае Бог, веќе ги знае тајните на Божјото царство, веќе им пишува на другите луѓе посланија, веќе зборува за благодат. Ја би рекол, го има најголемото откровение за благодат во тој момент. Во таа генерација има најголемо откровение за благодат. Дори другите апостоли после доаѓаат и го поздравуваат, му пружаат рака затоа што велат ти имаш откровение за благодат. Значи го има тоа силно откровение за благодат. Океј? Значи ова е изјава на човек кој што иако досегнат сепак расте во тоа познавање на Господ Исус. Сака да расте. Се што има го дава за таа цел. И после оваа екстремно силна, длабока, исконска не само молитва, него потреба, желба на срцето. И знаете што вика Павле? Кога се во ова го изнакажува, дека ништо не сакам да... се стремам само кон тоа. Вели, слушајте, за оние кои што некако дозволија да бидат оттргнати од нивната судбина, од она што Бог го зацрта за нив, од они се уште може и се спасени, или беат дело од нас. И вели, видите што се случи со тие луѓе. И така, вели, и така ние кои сме совршени, нека мислиме вака. А ако вие мислите и малку поинаку, Бог ќе ви го открие тоа. Сепак да живееме според достигнатото. И 17 стих. Браќа, имајте ме за пример и гледајте за оние што живеат според примерот што го имате во нас. Тоа беше изјавата негова, ова е сега предупредувањето, кое што Павле вика, немојте да мислите дека сте паметни, него имајте не нас за пример. Зошто? А тоа што ако светот ти е пример, видите што ќе се случи. Зашто мнозина за кои ви зборував многу пати и сега зборувам и со солзи, живеат како непријатели на на Христовиот крст. Ова се луѓе кои што Павле ги познавал, кои што им зборувал, ги предупредувал, луѓе, има судбина која што Бог има за тебе. Бог не те мрази, али постои тој момент, тој простор каде што Бог сака да ти го направиш тоа. Не можам да те натерам да го направиш тоа. На друго место во 1 Тимотеј му вика Павле на Тимотеј, разгорувај го огинот или разгорувај го дарот. Кој дар? Павле вика, тој што го прими од мене преку ракополагање. Што кажува Павле? Павле, знаете што му вика? Ја нема да дојдам. Ја не доаѓам. И Тимотеј може да каже, ама ти ми го даде дарот. Ти ми го даде ова. Павле вика, не. Ти разгорувај го дарот.
Зашто не му кажа Христос ќе го разгори дарот во тебе? Не му кажа. Зашто? Затоа што Христос веќе го направи својот дел во твојот и во мојот живот. Сега останува делот да ти сакаш да тоа биде дел од тебе. Да ти го разгоруваш тој дар, да ти ја разгоруваш таа судбина која што знаеш дека е за тебе. Ја века би убацил нешто. Би рекол, и сега зборувам и со солзи за оние кои што живеат како непријатели на пророштвата што им беа дадени. Имате луѓе, ја што ги знам, непријатели се на пророштвата што ги добиле. Сега не знам за кого е овој аплауз, дали за тие или за... Дали го разбираме овој дел? Ова се опасни работи. Пак ќе кажам, не да ве исплашам, него само да ви кажам реалноста. Ти и јас одлучуваме каква ќе биде нашата судбина. Дали ќе биде во рамките на она што Бог го замислил, во неговата судбина или пак во нашата судбина. Она која што јас и ти ќе одлучиме да ја правиме. А, пак ќе кажам, страшниот дел за мене е што имаме слободна волја. Најубавото нешто за кој што секој ден човек се бори. Што се борат луѓето денеска? Да имаме права, да имаме слободна волја. Најголемата слобода може да биде најголемото уништување за секој еден кој што не го познава Светиот Дух. Затоа мнозина за кои што ви зборував многу пати, а сега зборувам и со солзи, живеат како непријатели на Христовиот крст. Нивниот крај е погибел. Нивниот Бог, и намерно Павле го користи Бог со мало б. Намерно. Вика, е нивниот стомак, нивната слава е во нивниот срам. Тие мислат само на земното. И одеднаш Павле повторно се враќа назад. Дали вели, нашето граѓанство не е тука на земјата, него е горе на небото. Али Павле мораше да го стави овој дел помеѓу силната изјава и помеѓу изјавата јас не припаѓам овдека. Да го стави тој дел, ама знаеш што? Реалноста е дека некои одлучуваат да нивниот погибел, нивниот крај биде многу побрзо до она што или она што Бог не го планираше. Нивниот Бог е нивниот стомак, само на тоа размислуваат. Нивните размислувања се само тука за земното, да го пипнат, да го видат. Додека вели и моето жителство е горе на небото, ја не се потресувам многу од нештата вдека на земјата. Павле, опасен. А нашето граѓанство е на небесата, од каде го очекуваме Спасителот Господ Исус Христос, кој ќе го преобрази нашето понижено тело или слабо тело, да се сообрази со неговото славно тело, според дејството на неговата сила, со која може да покори се под себе. И потоа славната изјава на Павле, радувајте се, и пак ќе кажам радувајте се. Бог има судбина за тебе, како сакаш наречи ја. Дали ќе го наречеш судбина, дали ќе го наречеш пат, дали ќе го наречеш правец, предодреденост. Али Бог веќе предодредил што за тебе има. Он веќе се радува. И знаете што е интересната работа? Што Бог се радува за неговиот план за тебе. Он веќе е радосен. Те гледа тебе, го гледа планот, вика, не можев да направам посовршен план за овој човек. Нема посовршен план. Најдобриот план е што го имам за овој човек, го имам направено. Веќе го замислив. Знаете како ја размислувам за Бог? Бог, таткото, не замисли нас уште пред создавањето на било што века на земјата. И Бог, таткото, со нетрпение, во големо очекување, ги броеше годините да доаѓаат една по една, за да дојде твојата година, да те види тебе, роден тука на земјата, и да изгледаш како него. Кога ќе можеме ова да го почнеме да го размислуваме, не да го сватиме, да го размислуваме само, ќе видиме колку е тој добар према нас, колку е тој замислен према нас, колку е тој посветен према нас. И за таа посветеност да можеме да ја видиме, да станеме да се сообразиме и да почнеме да размислуваме како него. Да почнеме да содействуваме со судбината која што тој ја направил за нас. И затоа насловот на денешната проповед е Исус, нашата судбина. Исус е твојата судбина. Исус е мојата судбина. Независно како ние зборовите ги користиме, за мене сега зборот судбина е многу позитивен збор.
Всушност си го зимам за мене. Вика, моја судбина била и е и ќе биде да бидам во Христос. Тоа е мојата судбина. И тоа е твојата судбина. Така да Исус е твојот најдобар пријател. Исус е најдоброто за тебе во твојот живот. И ако треба нешто да одлучиш, а врз некој од вас гледам знак прашалник. Ако треба да одлучиш нешто, ја би рекол, ја не сум таков проповедник што ќе го земам овој момент на, дури постојат емоции, леле, што да правиме сега, леле, ја дали сум сигурен, па дали јас сум насигурен, не сум ја таков. Али би ти рекол следново, ако веќе го чувствуваш силно пресведочувањето, што сега виси врз оваа просторија, што го чувствуваш во твоето срце и во твојот ум имаш таква дилема, несигурност, не се одлучувај да останеш истиот. Немаш потреба, немаш да постигнеш ништо со истото. Него дозволи му на Светиот Дух да го донесе во тебе она што да донесе Божјата судбина за тебе, Божјиот план за тебе. И наведом ќе звучи како да кажам себично, а јали ти да. Затоа што гледам како Исус стои од оваа страна, нема да покажам хубаво, стои, чука на вратата на срцето. Чука. Го слушам како чука. Не знам вие дали слушате. Чук, Стојанче. Али е добро за тебе да го прифатиш или да го примиш Исус. Знаете, некогаш да. Некој ќе ме праша, ти Зоран само наназад одиш у времето? Не, идам и нанапред. Зато ви го кажувам ова. Ја гледам човека ако иде по калдрмава и вели Исусе дојди во моето срце. Вау. Супер, прекрасно да се биде дел од ваква порака. Океј? Нема време више? Имам уште време. Ајде уште само еден стих ќе прочитаме. Ајде. Ја не знам за вас, али ја овдека не знам, ова земјава некако многу ми изгледа како света. Некако така ми изгледа. Изреки. Слава ти, Исус. Слава ти, Исус. Слава ти, Исус. Слушај совет и примај поука, за да бидеш мудар. Слушај совет и примај поука, за да станеш потоа мудар. И 21 стих, еден од најинтересните. Во срцето на човекот има многу мисли, но се изразува определеното од Бог. Еве ви го повторно. Во срцето на човекот има многу мисли, но се извршува само судбината од Господ. Уште од Стар Завет Бог вика, имам ја судбина за вас. Вие многу мислите, многу шарате со тоа паметот, али ја имам судбина за вас. Судбина која што е прекрасна, судбина која што е добра. И уште тогаш Бог им е нагласувал неговата замисла за нив. Вау, ја тука некаде би застанал, ја мислам дека е доволно. Доволно е ова што го слушавме. Иако можеме толку многу и додека чекорам дека само се редат стихови кои што зборуваат за Божјата добрина. Прекрасно. Але ќе застанеме тука и ќе го оставам тој момент да јас се радувам, јас сега се радувам, гледам небото се радува. Затоа се радувам. Гледам небото како се радува за одлука. Не само за одлука некој да го прими Исус, него за одлука да некој биде поозбилен со ова спасение. Се радувам за одлука за да бидеш по-интензивен за тоа што ти е дадено, да бидеш по-одлучен за тоа што ти е дадено. Да бидеш по-спремен за тоа кој што го имаш. За тоа се радувам. И јас верувам, наистина луѓе верувам за вас. Верувам за големи работи во Македонија. Верувам за вашите животи. Верувам не само за промена, верувам за чудесни работи. Имам надеж за вас. Имам силна надеж.
За вас што ја познавам и за тие што не ги познавам. Тие што ме слушаат сега, имам надеж за тебе. И нека тие зборови продрат во срцата на луѓето. Дека има надеж, дека таа надеж не умира и дека е силна и дека ги менува нештата во нашите животи и во другите животи. Ја имам надеж, имам силна надеж за луѓето во оваа држава, за луѓето на оваа територија. Имам силна надеж. Не затоа што јас го измислив тоа, затоа што го видов. Јас сакам да го видиш и ти тоа, за да можеш да размислуваш на таков начин. Полн со надеж за секој еден човек, полн со благодат, без осуда. Да може Господ, ќе се молам вака, ај стави раката на твојата глава или на твоето срце, кај сакаш стави го. Ај вака ќе се молам ја. Господи, Свети Душе, нека црпнат малце моите браќи и сестри од помазанието што јас го носам на гледање на нештата. И да може да ги гледат работите нанапред. Да може да ги видат години нанапред. Некој да ги види нештата што ќе доаѓаат за 3 години, некој да ги види за 5 години, некој да ги види за 10 години. За да ти, Свети Души, им откриеш какво е наследството на оние кои што веруваат, каква е надежта за оние кои што веруваат во Тебе, Господи Исусе. И затоа истори од пророчкото врз нас, за да може да го видиме тоа со нашите очи, со нашето срце, за да можеме да имаме надеж, вера, љубов, благодат и трпение за тие кои што се уште не се спасени, или подобро кажам, се уште не те познаваат Тебе, Исусе. Јас те молам да гледаме луѓе кои што се уште не го живеат спасението, да ги гледаме како спасени, да ги видиме како ти ги гледаш, да видиме твојата судбина за нив. Амен. Вау. Ова е опасна молитва, да знаете. Опасна молитва, зашто ќе почнете да гледате луѓе, ќе ги гледате со Божите очи. И после веќе ќе немаме изговор да се љутиме, да ги отфрламе, него ќе знаеме дека тие наскоро стануваат наши браќа и сестри. Наскоро. Они се уште не знаат, али ја го видов тоа. И затоа може да кажам, јас се радувам што ќе се спасат они. Јас се радувам што комшиите ќе се спасат. Јас се радувам што тие луѓе кои што се уште не знаат, а јас знам, ќе го доживеат спасението. Ај само уште еден стих. Само да го видиме, нема да го читаме, само да го видиме. Ефесјани, 1 глава, 18 стих. Само да го видиме и со тој стих, ај ќе станеме заедно. Ефесјаните, 1 глава, 18 стих. Молам да ви се просветлат очите на вашето срце, за да знаете, што да знаеме, каква е надежта на неговото призвание, на неговата судбина, какво е богатството на славата на неговото наследство во светиите. Сакам само да го видите, а има и уште убави работи, колку е неговата сила во некој што веруваме. Само за момент видете го овој стих, овој дел од овој збор. Да ви се просветлат очите на вашето срце, за да знаете каква е надежта. Мнозина не знаат каква е надежта, за да зборуваат безнадежно. Али еднаш кој ќе видиш надежта, се менува се во тебе. Не зборуваш веќе така. Така да јас ве благословувам со знаење на неговата надеж во вас каква е. И да не ве остави да бидете истите. Така да, секој благослов врз сите вас. Ќе се видиме во теков на оваа недела, ќе се видиме во другата недела. Амен.